Нашиот ред говорник за вечерва е градоначалникот на Делчево Горан Трајковски. Уште на почетокот на мандатот рековте дека вашата заложба и визија е градење на Делчево по европски термин. Од инфраструктура до квалитетот на животот на граѓаните на Делчево. Што досега реализиравте и кои се идните проекти за општина Делчево? Помирате. Почитувани мои сограѓани, почитувани гости, почитувана подпредседателка на СДСМ, министерка за труд и социјала господја Мила Царовска, почитуван директор Зоран Китанов на Агенцијата за државни патишта. Дозволете ми од мој име како градоначалник и од име на сите мои делчевчани да им посакам добре дојде на вечерашната трибина овде во Делчево, што ми е посебно задоволство што и овде се одржува, затоа што трибината е под мотото на прав пат, а и ние делчевчани и заедно и нашиот град се наоѓаме на прав пат. Огромно задоволство ми што ве гледам во толку голем број. Имаме правено и трибини и митинзи во помали сали, но на вистина, гледајќи ве во огромен број, кои што сега сте собрани во оваа сала, да слушнете се што има направено владата предводена од СДСМ во овие неполни 3 години, ми представува стварно задоволство и ова е доказ дека и јас и сите заедно со мене сме на прав пат. Тоа е доказ дека нашето градче Делчево е на прав пат и тоа е доказ дека ќе донесеме убедлива победа на 12 април. Постои огромна разлика. Има еден слоган, има разлика. Точно, има разлика и разликата овие години ја покажува. Има разлика помеѓу црните 11 години с кога владееше ВМРО ДПМН со државата, кога ги уништи сите клетки на општеството, ги уништи општините, ги уништи руралните средини, ги уништи сите институции, но секако дојде владата предводена од СДСМ, која што е на прав пат, која што државата ја исправи на прав пат, а секако дека и ние, граѓаните заедно, во секоја општина допринесуваме за да општините бидат на прав пат и ги изградиме по европски тер. Овде, слушајќи ги говорниците пред мене, кои што слушам дека зборуваат само за позитивни работи, за тоа што е направено во изминатите години. Нема црна кампања која што ја спроведуваа говорниците од ДПМН во изминатите 11 години и да се срамиме од сето тоа што го има расипано, значи не направено, него расипано во целата држава. Разрушени и уништени институции. Државата ја доведа до една безизлезна ситуација, апатија од која што мислевме дека нема враќање. Но секој пат државотворната партија СДСМ, предводена од Зоран Заев, не поведе на прав пат. Како и моите предходници, и јас вечерва ќе зборувам само за успех, за реализирани проекти во нашето градче Делчево. Ќе зборувам за решени проблеми на нашите, на моите сограѓани овде во Делчево, а со сето тоа и самите ние предонесуваме за да и нашето градче Делчево го исправиме на прав пат и да стане една европска, модерна, урбана средина каде што ќе живеат задоволни граѓани. Во изминатите 2 години локална власт и јас како градоначалник на Делчево сработивме огромен дел од работите кои што ги имавме ветено во програмата. Јас ќе започнам прво од мерката која што ја донесе владата и која што со подршка, со нејзина подршка вративме огромни долгови со кои што беше задолжена општина Делчево, но и другите општини во нашата држава. Така што ова беше огромно олеснување на буџетот на локалните самоуправи на нашата општина за да можеме порелаксирано да работиме и да го планираме развојот на нашиот град. Исто така овде се вратија над 60 милиони денари со подршка на владата.
На локално ниво, јас како градоначалник од општинскиот буџет вративме повеќе од 4,5 милиони денари за неисплатени трошкови по различни цели кои што сега намерно ќе ги спомнам за да видите на кој начин ја имаа практикувано власта на моите претходници, градоначалници од ВМРО ДПМН и кои социјални мерки ги носеа, а ништо од тоа не беше исплатено. Имавме за останати 14 паушали на советниците кои што ги исплативме и денес редовно го сервисираме тоа. Носеа мерки за плюс еден член на семејството или за многодетно семејство. И имаше социјална мерка која што и сега постои од 3000 денари за секој новороденче. Но кога дојдов јас на столчето градоначалник, имаа исплатено година и пол за сите овие ситуации по однос на новороденче. Исто така имаа заборавено ученичките стипендии. Година наназад исто така не беа исплатени. Ние не само што редовно ги сервисираме тие ученички стипендии, туку и ги зголемивме и износот и бројот на стипендиите. На последната седница на Советот зголемивме курсите стипендии. Неправилно има одземено пари од пожарникарите во изминатите години за нивната опасна работа која што ја извршуваат. Исто така ние го сервисиравме и тој долг и ги исплативме овие пари. Меѓутоа, значи ова се долгови кои што ги кажувам само за да знаете на кој начин се практикува власта од ВМРО ДПМН и на кој начин ја практикуваме ние функционерите од СДСМ и коалицијата. Сакам сега да спомнам за проектите кои што сите вие сте сведоци овде кои што се случуваат во Делчево и сега се мислам и јас, значи ќе почнам по ред со капиталните проекти да не заборавам некои бидејќи решивме многу од овие проекти кои што требаше да се решат пред одредено време, да кажеме 10, 15, 20 години. Меѓутоа во овие 8 години на власт на ДПМН апсолутно ниту еден капитален проект не се реши. Гледам сега да размислувам вака да биде ова трибина на ДПМН и да збори градоначалник од ДПМН, ќе му треба една минута, ќе каже дека за 4 години изградил една улица и трибината ќе заврши. Способноста нивна е таа, меѓутоа затоа и си заминаа власт, затоа и вие овде сте соберени во толку голем број за да слушате што имаме направено и јас сум убеден со сите резултати кои што се носат на државно ниво, на централно ниво од владата предводена на СДСМ и премиерот Зоран Заев и работите кои што ги ние практикуваме градоначалниците од СДСМ ќе донесат резултат со не мала победа, туку убедлива победа на 12 април. Моментално во Делчево, рекол сите сте сведоци на тоа, се реализираат проекти или се на почеток на реализација во висина од 120 милиони денари. Јас сум математичар по професија, меѓутоа и ова е стварно голема бројка во онаа партија во која што бевме запатени претходните години, кога во Делчево не се реализираа, да кажеме, не знам, 5-10 евра за изградба на една улица. Овде ги во програмата кој што ги наведов јас и кој што ги предложив во мојата изборна програма пред 2 години за градоначалник и сега сум горд на тоа и среќен, заедно и јас и мојот тим од општината кој што го формиравме, но со огромна подршка и на владата на СДСМ, која што ни дозволи сите институции да работат како што треба за доброто на граѓаните, за подигање на квалитетот на живот на граѓаните, да можам овие 2 години да ги реализирам сите капитални проекти кои што ги имам ветено за 4 години на граѓаните. Сега ќе ги кажам кои се тие проекти кои што дел од нив се реализирани, за дел од нив се на почеток на реализација. Тоа е градскиот пазар кој што за пред некое време излегов на пресконференција и ви кажав дека обезбедена финансиската конструкција за изградба современ, модерен градски зелен пазар во Делчево, кој што до сега го немавме. Тоа се финансиски средства во висина од 24 милиони денари и сега јавната набавка е во тек на распишување, ќе почнеме со првата фаза од изградба на градскиот пазар. Градската капела исто така беше капитален проект предложен во мојата програма за градоначалник. Тендерот завршува мислам дека утре завршува тендерот за ова и имаме рок на изградба од 4 месеци. Ова се е сума од 7,3 милиони денари, од кои што 1.800.000 денари се грант од Светска банка и 5,5 милиони е инвестиција од општина Делчево. Друга огромна инвестиција
инвестиција, капитална инвестиција е пешачкиот мост на река Брегалница, кој што на оглед на сите гледате дека е изграден. Сега во фаза се изградба исто тендерската постапка, јавната набавка за пристапните рампи помина и имаат рок од 2 месеци за да бидат изградени и комплетно поставиме во функција овој пешачки мост на река Брегалница, кој што ќе овесни фреквенцијата и движењето на жителите од стариот град на Делчево до детската градинка, основното училиште Ванчо Прке, локалната самоуправа, јавната локална библиотека и другите институции во центарот на градот. Четвртиот капитален проект кој што е во се работи на терен, тоа е поставување на патна инфраструктура во населба Басарица. Тој проект е во висина од 25 милиони денари без ДДВ, исто така од Агенцијата за финансиска подршка, кој што го реализираме поставувајќи патна мрежа. Таму во оваа населба Басарица, бидејќи сите овде сме од Делчево и знаеме, е урбанизирана повеќе од 20 години. Меѓутоа таму немаше поставено ниту 1 метар асфалт. Сега ќе асфалтираме 80% од целата населба и поставуваме атмосферска канализација на истиот тој пат и градиме фекална канализација во должина од 2 километри. Еднаш ќе спомнам за огромната подршка за која што зборуваше и директорот на Агенцијата за јавни патишта Зоран Гитанов, кој што и на мене како градоначалник верувам и на сите вас граѓаните, не само на Делчево и Пехчево, Берово, Виница, Кочани, Каменица, ова нешто е како да се случува некоја магија, односно изградбата на сите тие регионални патишта. Јас се шегувам сега кога дојде директорот и му велам дека ние порано патот Делчево Кочани го викавме дека тоа е лек за бубрези, за камен од бубрези, бидејќи беше дупка до дупка и немаше простор кај да се помине, мораше да упаднеме во некоја дупка, ама гледавме да заминеме во некоја помала дупка. Ова е огромна инвестиција која што се доврши, огромна инвестиција е транзитниот булевар кој што поминува низ Делчево во должина од 3,5 километри, кој што исто така е на гордост за сите нас делчевчани, но и за сите граѓани кои што поминуваат низ општина Делчево, бидејќи по овој пат се транзитира кон Република Бугарија и на влез и на изнес од нашата држава. И тоа е едно огледало не само на Делчево, но на целата држава. Директорот спомна и за изградба на 5 километри од патниот правец, регионалниот пат Делчево-Цвегот граничен премин, кој што исто така беше во катастрофална состојба, се изгради 11 километри на патниот правец Делчево-Пехчево, така што имаме овде освен 3,5 километри кои што се наоѓаат во програмата за изградба во 2020 година на патниот правец Делчево-Виница преку Бигла. Другиот пат е комплетно реконструиран и рехабилитиран и не само што е реконструиран и рехабилитиран, туку коловозот од 3 метри е проширен на 5 метри, така што тоа сега представува одлична алтернатива за патниот правец Делчево-Кочани преку Македонска Каменица, кој што многу од нас граѓаните на Делчево користиме. И со сите овие проекти кои што ги наброи директорот, кои што се случуваат овде и во Источна Македонија и во нашиот регион Пијанец, Малеж, јас слободно можам да кажам дека Делчево апсолутно не е повеќе изолирана инфраструктурна општина. Делчево е поврзана сите други делови на нашата држава. И ние сме горди и повеќе никој пат нема да се срамиме од инфраструктурата која водеше до и од Делчево. Тоа беше и проблем за сите инвеститори и бизнисмени кои ја погледнаа прво патната инфраструктура. Никој не сакаше да вложува пари овде во Делчево и во целиот регион, затоа и ни бегаа млади. Ова е еден предуслов кој што мора да се случи и со сите други мерки кои што ги предлага нашата влада, предводена од СДСМ, за да се отворат нови бизниси и нашите млади луѓе да останат овде во држава. Други мерки и проекти кои што ги спроведуваме во општина Делчево е од проектот кој што е преку Министерството за финансии подржан од Светска банка, тоа е МСИП-2 проектот и со него реконструираме комплетно улица Вера Јоцич, ја знаете сите, во должина од 599 метри, дел од улицата Маршал Тито од касарната до Крушанско мало, во должина е 743 метри, градиме нова улица 7 во спортско-рекреативниот центар во должина од 290 метри. Ова
инвестиција е вредна 32 милиони денари или повеќе од 500.000 евра, и која што тендерската набавка, односно јавната набавка, тендерот е во тек и треба да за негде мислам дека околу 4-5 месеци ќе има договор за изградба на овие улици. Преку проектот за подобрување на општинската инфраструктура, МСИП-1 проектот, ние реконструиравме улиците Питокули, Светозар Марковиќ и дел од Маршал Титов во централното градско подрачје, и тоа се улици во должина од 1,2 км. Имаме улици за кои што можам да зборувам и во централното градско, во целиот град, мислам и во селата. Реализиравме улица во Габрово, која што жителите ја тражеа од претходните власти со години, која што беше во катастрофална состојба, но никако таму тие не инвестира. Ова улица е во должина од 198 метри и целата е завршена. Таму по село Габрово е завршен и водоводот, реконструиран во должина од 800 метри. Овде во населба Пролет, која што знаете сите дека една од најелитните населби беше, немаше исто таму како што ви кажа во населба Васарица, немаше ниту 1 метар поставено асфалт, немаше фекална канализација, а да не зборуваме за атмосферска канализација. Таму ја изградивме првата улица во должина од 261 метар, поставивме фекална канализација во должина од 500 метри и исто така на ова улица ја изградивме и атмосферската канализација. Улица Македонска во Милково Брадо во должина од 190 метри е комплетно реконструирана. Дел од улица Никола Јонкова Царов во центарот на градот од 80 метри е целосно ново изградена. Ова е пред територијалната противпожарна единица за да можат полесно да излегуваат камионите при нивните интервенции. Ја изградивме стамбена улица 4, која што го поврзува мостот со институциите кои што ги кажав, и во продолжеток на неа стамбена улица 3. Овие улици се пред некој ден завршени. Ја изградивме крак од улицата Илинденска во Старо Делчево, така да сега целата ова улица е комплетно завршена со сите подпорни зидови, заштитни огради, имаме поставено канделабри на таа улица. Имаме заврши претходната недела асфалтирањето на крак 2 од улицата Орце Николов во Ново Делчево. Исто така, значи, со соработка со јавното комунално претпријатие поставуваме тротоари на сите улици. На овие улици претходно што ги спомна Светозар Марковиќ, Питокули и Маршал Титов, изградивме нови тротоари. И за прв пат во Делчево по технички сообраќаен проект поставивме вертикална и хоризонтална сигнализација, која што денес е во функција, а која што придонесува во голема мера за заштита на безбедноста на сите учесници во сообраќајето. Има уште многу улици кои што се изградени, ако се сетам ќе кажам и за нив, но сакам да знаете сите вие дека имаме подготвено проектна документација за уште 24 улици кои што и денес и за некои од нив денес е дадена нарачка, кои што ќе се градат не само во градот, но и во селата. И имаме изработено проект, тоа сака да го кажам, за регулација на река Брегалница која што поминува низ централното градско подрачје, 550 метри низводно и 500 метри возводно за регулација на река Брегалница и средства за изградба на тоа ќе тражиме преку трансгранична соработка и од други нивоа на власт, други институции. Имаме изготвено проект за стариот пат од Млекава Родине до мостот во село Трботиниште, кој што исто така можеме да побараме, да аплицираме за средства преку Бирото за регионален развој и Источнопланскиот регион. Мостот како капитална инвестиција, што го спомнав, е од Источнопланскиот регион, Биро за регионален развој, Министерство за локална самоуправа во вредност од 8,2 милиони денари, од кои што 60% е учество на Источнопланскиот регион, а 40% е инвестиција на општина Делчево. Ова се дел, мислам дека има и уште, и да во корист на времето ќе скратам со овие улици за да кажам за други работи, бидејќи инфраструктурата е еден од основните работи, основните предуслови за развој на еден град, на едно општество, ама малку не се занемарливи образованието, културата, социјалата, спортот, за да го достигнеме секупниот развој на нашето општество, на нашата држава, на нашето градче. Во
изминатите 2 години, предходната година во април месец, подпишавме договор со амбасадорката на Швајцарија и министерот за животна средина и просторно планирање во однос на водоснабдувањето на Делчево. И за ова сум посебно горд, затоа што ова е еден најголем проект кој што се случил во историјата на Делчево. Тој е во вредност од 7,3 милиони швајцарски франци, со која што ќе го решиме водоснабдувањето и за градот Делчево и за 5 села од работилиште, сите густо населени села. Ја работихме целосната планска документација таму каде што треба да биде поставена филтер станицата и токму вчера бевме до директорот на Агенцијата за државни патишта за да решиме некои ситни проблеми, за да може да се распише јавна набавка и да може да бидат да може да почне со изградба. Мислам дека негде ќе биде тоа во крајот на април или почетокот на мај изградбата на филтер станица. Предходно, пред да бидам градоначелник, без советник во Советот на општина Делчево и без запознаен со некои работи, меѓутоа не може човек да има како советник увид во сето она што се случува во општината. И мислев дека, знаев дека ќе биде тешко, но дека ќе биде толку тешко не очекува, затоа што има општини негде каде што можеби и нешто е работено. Оваа општина Делчево апсолутно ништо не беше чепнато, а тоа ќе го потврдам со еден како да се изразам, писарен факт, што подршка со јавното комунално предпријатие и чисте сме бунарите во градот Делчево и во тие бунари, замислете, имаше пола метро тало. Тоа во нормално општество не би требало да се случува. Апсолутно не е водено сметка од овие уништувачи од ДМРД за да го зачуваат здравјето на нашите сограѓани. Јавното комунално предпријатие, кога дојдов на власт, го затегнавме во долгови од скоро 9 милиони денари. Тоа е заради нивното расипничко владење во изминатиот период.